Специјалниот представник на Обединетите нации и медијатор во спорот со името меѓу Македонија и Грција Метјо Немиц до крајот на работнава недела доаѓа во Скопје. Немиц ќе ја посети само земјава, а не и Атина, и предвидени се средби со државниот врв. Тој пред неколку недели во интервју за грчки весник изјави дека решавањето на прашањето за името треба да биде високо на агендата на новата влада, но она што го привлече вниманието на јавноста е соопштението на македонското меѓународно движење за човекови права од Торонто, кое го објави неофицијалниот личен став на Немиц по однос на прашањето на името. Според соопштението на македонското меѓународно движење за човекови права од Торонто, специјалниот представник на Обединетите нации им го изјавил следново: неофицијално, ако бев македонец, немаше да преговарам за моето име. И првиот медијатор за спорот за името Робин Онил повеќе пати нагласи дека е против преговорите за името и ја замолил Македонија да ги прекине преговорите. Иако Немиц напомена дека неговите коментари се неофицијални, Македонското меѓународно движење за човекови права од Торонто го прашало зошто јавно не ги искаже своите чувства, да поднесе оставка и да се откажат преговорите за името кои всушност представуваат, како што рече Робин Онил, напад врз најосновните права на Македонија. Го гледаме огромниот притисок врз Македонија да го смени името, за да се смири угнетувач од Грција, па затоа одлучивме во име на Метјо Немиц јавно да ги објавиме неговите чувства, истакнуваат од Македонското меѓународно движење за човекови права од Торонто. Исто така, кога председателот на Македонското меѓународно движење Бил Николов го прашал Немиц какви се неговите очекувања доколку Македонија се повлече од преговорите за името, тој одговорил: ништо, не верувам дека би имало било какви последици. Потполно идентичен одговор добивме и од представниците на американскиот Стейт Департмент кога Николов го постави истото прашање. Изгора на тоа од Стейт Департментот рекоа дека според нив решение за спорот за името нема и дека прекинот на преговорите би била логична одлука, се наведува во соопштението. Македонското меѓународно движење уште еднаш го повторува своето барање до сите политички партии и политичари од Македонија да ги осудат преговорите за името и веднаш да ги прекинат. Болно одекнаа неодамнешните изјави на премиерот Заев во Бугарија, кои значат дека тој е подготвен да го продаде вековното име, етничкото потекло и идентитетот на Македонија само за да ги задоволи Европската унија, НАТО и САД. ВМРО, вие имавте шанса да го прекинете така наречениот спор за името додека бевте на власт, но одлучивте да не го направите тоа. Откажете се од преговорите за името веднаш. Премиеру Заев, не можете да преговарате за нешто што не е ваше. Действувајте барем еднаш во интерес на Македонија и напуштете ги преговорите, се вели во соопштението на Македонското меѓународно движење за човекови права.